Иако долго време се сметало дека кафето и чајот предизвикуваат дехидрација поради кофеин, нови согледувања покажуваат дека и тие придонесуваат за вкупната хидратација на телото. Бидејќи главно се составени од вода, нивната умерена консумација има корисен ефект врз внесот на течности. Билните чаеви, кои не содржат кофеин, се особено добар избор за хидратација, слично како обичната вода. Сепак, не се препорачува овие пијалаци целосно да ја заменат водата. Стручњаците советуваат внесот на течности да биде балансиран, со приоритет на водата, а кафе и чај да се консумираат умерено. Дилемата дали е подобро да се вежба на празен стомак или по оброк зависи од личните цели, типот на тренинг и индивидуалната толеранција. Тренингот на празно може да помогне во согорување масти, но не е секогаш ефикасен или соодветен за сите. Оброк пред вежбање, особено кај интензивни тренинзи, може да ја зголеми енергијата и издржливоста. Јаглехидрати и протеини се клучни и пред и по тренингот за подобри резултати. Внесот по тренинг е важен за закрепнување и одржување на мускулна маса. Четиристотини гама печурки шампињони, 1 кромит, 1 морков, ситно исечкан, 500 грама компир, 25 грама путер, 1 литар бујон, 100 мл павлака. Сол и крупно мелен бибер се потребни состојки за најдобрата есенска супа. Подготовка. Печурките се сечат, кромидот се коцка, компирот се лупи и коцка. Во тенџере се загрева путер, се динства кромидот, потоа се додаваат печурките и се продинставуваат уште 3 минути. Се додаваат компирот, морковот и бујонот, се вари околу 15 минути додека компирот да омекне. Потоа се користи стап миксер за да се измиксираат состојките, се додава павлаката, се зачинува со сол и бибер и чорбата е готова за сервирање.